Љубопитноста кај човекот е она која предизвикува за негово делување. Значи, почетоците почнуваат со тоа што рибарите во нивните мрежи вадат пред се бронзена скулптура кај Тоскана во 1832 година. Во 19-тиот век направен е обид да се направи прозирно дно за да се скенира истото, за да се има увид на остатоците кои се кај пристаништата во Италија. Во 1819 година веќе почнува развојот на нуркањето. Благодарение на компанијата Силбе и Горман, конструирани се месингани каци, поврзани со црево, преку рачна пумпа тие ставаат довод на воздух за човекот да може да се движи по морското дно. Следно е конструкцијата и инвентивноста на Жак Кусто, на кој на сите им е познат, и Емил Гањан, кои ја заокружуваат конструкцијата на апаратот за самостојно движење под вода преку боците со компримиран воздух. Имате можност да видите како тоа изгледа октоподски, малку е тешко, меѓутоа човек се навикнува и ужива во она што следи. Првите истражувања секако почнуваат на Медитеранот. Значи, во Грчка првите археолошки откритија се со 20 век и бродоломот на длабочина од 44 метри. Потоа следи Италија, 50-тите години на 20-тиот век, кога се формира и Центарот за подводни истражувања, Бординјери, преку со откривање на римскиот бродолом и откриени 3000 амфори. Франција, 1947-48, кога Кусто заедно со археолозот Бенуа открива брод со амфори на 40 метри квадратни. И Турција, 50-тите години на 20-тиот век, каде има најголем просперитет, кога Петер Троценмор организира истражувања со турските научници од една страна и тука со турските нуркачи, меѓутоа вклучуваат и археолози. И тука, исто како и денес, имаме конфликт на принаучени работници или нуркачи кои сметаат дека знаат подобро од нивните предпоставени, така да за потребите и за прецизна документација меѓу нуркачите ја игнорираат, па археолозите имаат и тогаш како и сега мал еден конфликт. Мислам, соодветна забелешка. 60-тите години од 20-тиот век Џорџ Бас ги предводи истражувањата во Турција, првин преку Универзитетот во Пенсилванија, покасно преку Институтот за наутичка археологија, значи Institute of Nautical Archaeology, кои работат до ден денес на турскиот брег. Почетоците на подводната археологија во Македонија секако започнуваат во 80-тите години, значи не сме далеку од модернизацијата и од придобивките кои ги имаме. Веќе познати локалитети, пред се во нашата земја се праисториските локалитети, почнувајќи од Врбник, Уста на Дрим и Црквени ливади, лоцирани покрај Струшкото крајбрежје, во Охрид Пенелопа, заливот на Бомби, заливот на Коските, чива реконструкција веќе претпоставам на сите ви е добро позната, заливот на Прчот, Војна плажа и од спротивната страна го имаме Поградец, кој некако како една комплетна слика на праисторијата во Македонија сме си го заокружиле и сме го ставиле во нашиот регион. Си го сметаме, значи, за наши. Заливот на Коските почнува да се истражува благодарение на колегата Паско Кузман, предводено од Завод за заштита на споменици и музеј Охрид, заедно во соработка со нуркачкиот клуб Охрид, се вршат истражувања 1997 до 2012, кога комплетно е све истражено и документирано и презентирано. Имате можност да видите дел од истражувањата и како тоа изгледа под вода, дел од наодите кои ја детерминираат ова населба во периодот од бронзеното и железното време, се работи за наколна населба, чива реконструкција и единствена, сега за сега имате можност да ја видите. Направена е реконструкција први на 16, покасно на 24 кукички, кои археолозите претпоставуваат имаме слични реконструкции во регионот, значи во Грција, во Дојран и во Преспа се уште постоја таков тип на кукички, колиби наколни, така да може да се превземе нивниот автентичен изглед за да ја добиеме оваа реконструкција. Значи ништо не е измислено, него се поврзуваме минатото и сегашноста. Врбник, локалитетот кој го работи Музеј на Македонија преку Елеонора Петрова и Воислав Санев. Првите истражувања се направени 98 година, а покасно следат истражувања етапно во неколку години.
Од 2012 година влезено е во проектот на влада на РМ, значи во систематски археолошки истражувања. Тие се уште траат и музеот доктор Никола Незлобински се приклучува преку археологот Зоран Јуловски, а соработници од 2012 се Тодороска Карпузова и Сања Ѓорđević, која за жал сега не е тука, и нуркачкиот клуб Корали и нуркач од Струга. Имате можност да видите, направена е квадратна мрежа, значи од 2012 бидејќи сум дел од тие истражувања, имавме можност да се консултираме со повеќе центри кои работат подводна археологија, по нивна сугестија да работиме, значи со квадратна мрежа, со истражување и скопување, да се беше направена квадратна мрежа и документирано сето она што е пронајдено само на површината. Се до 2014 кога е употребена и водна пумпа, каде се оди во длабочина од 2 метри и откриваме дека сепак за жал се работи за едно, може би, двослојна населба, бидејќи културните слоеви се до 50-60 сантиметри. Од наодите кои ги имаме, населбата ја ставаме во рамки на бронзеното и железното време и за сега немаме реконструкција, меѓутоа се надеваме на една соодветна публикација во брзо време. Покрај преисторијата, значи се во водите покрај Охридското езеро, нели во водите на земјината топка, наоѓаме пловни објекти, па имаме можност да видиме како доаѓаме до нивно пронаоѓање и реконструкција. Тука не ставив поднаслов, меѓутоа направив еден мал скок на кај север, значи се движиме по Јадранска обала и сега моментално гледате на локалитетот Саска, кој е во Новаља Пак, Република Хрватска, бев дел од тие истражувања и со тек на презентацијата ќе видите зашто е спомнат целиот тој проект. Инаку попознат е бидејќи локалитетот е случајно откриен. Откриена е една дрвена конструкција која ја предизвикува љубопитноста на археолозите, па испаѓа дека се работи за нешто многу по-соодветно. Самиот локалитет се наоѓа на спротивната страна на веќе познатото парти место летно Зрче, на сите им е познато, а од спротивната страна се наоѓа нешто што оди на кај Антика. Не враќа многу поназад во минатото. Откриени беа дрвени даски кои со расчистувањето, цртањето и подокументирањето, тоталната станица беше употребена за документирање на оплатата која е најдена, значи се работи за бродска конструкција, која е од еден посебен тип и карактеристичен за овие поднебја. Значи се работи за либорнски шиен брод, кој ги има малку на број. Првиот беше откриен во Нин, во Затон, и ги има околу 7, мислам за сега откриени. Може да видите преку фотомозаик, значи истите техники кои ги употребуваме на копно ги употребуваме под вода, па може да видите како тоа идеално може да доведе преку фотомозаик цртеж до идеална една конзервација. Идеалниот изглед би бил тој на шиените бродови. За жал, ова го спомнав бидејќи во Струга, во близина на локалитетот Врбник, беше откриен моноксил од 6 век. Вака изгледаше некое време, сега дел и остатоци се во депото на Музеј на Македонија. Јас се надевам дека постојат уште такви, кои ќе имаме можност да ги истражиме и реконструираме како и колегите од соседна Хрватска. Некогаш и денес морам да се навратам, значи одиме малку во поблиско минато. Бидејќи подводната археологија, законот УНЕСКО предвидува почитување на културното богатство на све она што е постаро од 100 години. Не случајно, оние објекти кои се останати од Првата светска војна добиваат назив и заштита како културно богатство и наследство. Овде го презентирам Барон Гауч, кој за жал е еден брод кој пловел во 1914 година. Ова година се одбележуваат 100 години од неговото постојање, конструирање и работа. За жал истиот тој потонал, неговиот изглед во 1914 бил ваков, а денес е ова. Се наоѓа на 30 до 50 метри под морето. Археолозите, секако со помош на колегите нуркачи кои се специализирани за работа под вода над 30 метри длабочина, направиле совршенство преку фотографии
направена е изложба под вода со остатоците кои се пронајдени на овој брод. Сега се користи моментално како музеј под вода. Значи дозволено е влегување, може да се прошетате по неговите кабини, иако изгледа језиво, бидејќи не се знае бројката на луѓе кои починале, бидејќи се знае дека пренесувале имигранти во тој период. Во водите на Охридското езеро имаме ист пандан, значи чекаат да бидат откриени бродчињата, сега засега се 7-9 евидентирани од Нуркачкиот клуб Нуркач. Годинава музејот доктор Никола Незлобински направи еден обид, значи имаме неколку податоци, чекаме презентација и реконструкција. И ХАЕМУС како дел од проектот Меморијален туризам од Прва светска војна се надеваме ќе биде еден од оние кои ќе овозможи нивна презентација, бидејќи имаме доволно податоци за да се направи една убава реконструкција на овие бродчиња од Прва светска војна, бидејќи влегуваат веќе во заштитено културно богатство. Инаку ова презентација сакам да ја посветам на професорот Зденко Брусич, кој за жал почина пред месец дена и негова беше идејата за цел живот ги работи шиените бродови. И токму затоа беше таа една компарација како кога си има ентузијазам, кога си заљубеник во својата струка, можеш да направиш многу, со многу труд, со добра екипа, а со голема желба и со малку парички. Ви благодарам на вниманието.